нешто сосема различно. Значи, вие го имате сепак како централен столб, главниот медиум и главниот провайдер на информации, кој што СЕМС е најголемиот агенда сета, значи тој ја поставува агендата на дневните информации кои што ќе се дискутираат денеска. Меѓутоа, на неговата главна информација секогаш имате или појачување или ослабување нормално од страна на разноразни други сервиси, значи повторно слики, блогпостови, блогови, видео, аудио. Само сервиси кои се тука наведени за да се илустрират. Значи, сега веста која што стига до крајниот потрошувач е многу по-збогатена. И многу е збогатена не само со мултимедија, туку е збогатена со многу повеќе субјективни или погледи или анализи. Процесот на работа на блог заедницата и мејнстрим медиумите се разликува по уште една друга работа, заради тоа и голем дел од новинарите не ги сакаат многу или не ги почитуваат многу медиумите, бидејќи не ги почитуваат многу блоговите, бидејќи тие не се како форма сајт кој што треба да направи една детална анализа или се опфатен осврт на одредена тема. Тие најчесто се една кратка провокација за отварање на понатамната дискусија или изразување на одреден став. Класичен блог пост од овој тип кој што се насочени кон новинарството, би одел значи текст, најава, цитат, линк на кој што се повикува авторот и долу коментар. Или обратно, значи го има линкот, го има цитатот и го има коментар. Токму заради тоа е ставен овој слайд за начинот на кој што се одбиваат работите во редакциите. Кај мејнстрим медиумите важи правилото прво филтрирање, потоа објави. Знаеме колку нивоа има на филтрирање во редакциите, 2, 3, 4, 5, зависно од преженото информација, за да стигне до крајниот корисник. За тоа време се губи и актуелноста, се губи и квалитетот можеби или оној личниот природ на целата информација. Додека во блогосферата тоа би по-засна денеска. Први се објавува веста, значи се брза, што многу често и многу голем недостаток на самата опција, бидејќи може многу лесно да се стави во замка од преголемо брзање, а потоа се филтрира. Што значи тоа? Ако вие јас денеска ставам текст за оваа конференција, за работната група, јас ќе гледам дома и додека на уредни студија ќе седнам и ќе ги поставам. И под него има линк за коментари каде што ќе се дооформи, каде што ќе се дискутира целата тема, целиот настан. Значи тоа не представува за окружување на комплексна тема и многу често, многу и новинари се најде од ситуација кога признале дека избрзале се нека информација и кога не била доволно потврдена или кога информацијата потоа низ разни продолжување на таа дискусија, дали на истиот блог, дали на други блогови, дали по трети сосема различни медиуми, се дооформи. Овде има некои трендови кои што во една конференција е многу познат блогер и академски професор по новинарство и медиуми, Джей Розен, ги има напоменато, инаку тој е автор на една многу добра фраза, ќе кажам на англиски, people formerly known as the audience, бидејќи тој се обидува да му каже на останатиот дел од овие традиционални медиуми дека мора да припада публиката сега на веќе различен начин. Таа публика не е веќе пасивна, не е веќе на другиот крај на инката и само да ги прима информациите. Таа публика веќе знае да врати, знае да надополни и во најголем број случаи знае многу повеќе од новинарот. Бидејќи на група на индивидуалци, случњаци по одредена област, секогаш знаат многу повеќе од еден новинар кој што за еден ден сработува една сторија. И тоа е нешто што многу треба да се почитува и многу треба да се дознае. Значи, ако еден новинар еден ден пишува сторија за една тема, апсолутно може да знае повеќе од еден блогер, меѓутоа од 10 блогери од тоа заедница никој пат не може да знае повеќе. И на тоа треба да се гледа како начин на испитување на повеќе можности, на повеќе опции. Тој предлага дека, тој вели дека има потреба од нов речник за термините публика, консуматори, гледачи, читатели, баш во овој поглед, дека тие веќе не се пасивни на крајот, туку знаат и да вратат, дека дополнуваат информации и дека во одредена мера учествуваат во самиот процес на креирање на вестите. Го кажуваме што да кажеме дека се губи ексклузивната контрола
на новинарите. Значи тие веќе не имат ексклузивност во своите раци. Ако денеска се случи, не да Боже, нормално пожар некаде во наша близина, нормално дека прво ќе источиме сите ние нашите телефони ќе сликаме и ќе го можеме за 10 секунди да го ставиме па на нашите сајтови. Еден традиционален медиум и еден новинар не може секогаш да биде секаде на сите места и да биде нормално да извести за се што се случило. Од таа страна тие губат ексклузивност. Имам многу примери по пат на оно што вчера да спомна нашата колешка за Парачин во Србија, дека нормално граѓаните биле први тие што ја поставиле веќе. И, значи, последниот ред е дека блогерите ги предизвикуваат случаите, принципи и идеи на мејнстрим новинарите. Значи, ако секој ден вие имате право да анализирате туѓи текстови, да седнете на рад, да ги побарате сите информации од кај тој ги добил и слично, вие имате шанси да искоментирате на неговиот став, да искоментирате на ставот на редакцијата и да доведете во прашање, значи тој да ги доведете во прашање тие принципи на објективност, на транспарентност на владата мејнстрим медија. Ова ми се чини дека е меѓу последните слайдови, придобивки од блоговите. Дел сте конкретно за новинарство, дел сте и поопшти, објавување на вести без крајни рокови како кај вестниците. Тоа значи дека нормално, па дури да онлайн редакција, претходно стана збор дека нели може пред главниот медиум да се објави, не може. Тоа е политика на уредување во медиумите, меѓутоа дури и најголемите онлайн портали, ньюс сајтови имаат динамика на ударни термини кога објавуваат вести. Значи, кај блоговите тоа најчесто не е така и многу полесно се помине таа процедура на филтрирање, на уредници, на технички работи и да се дојде до финална вест. Нормално, пошто другото нема ни